Лето носи убавини и уживање во благодетите на ова годишно време. Високата температура, воздушниот притисок и наглите промени на времето можат да создадат и здравствени проблеми, посебно кај луѓето кои имаат хроничен проблем со крвниот притисок. Едно е значајно, без консултација со доктор, да не се решаваат промените на крвниот притисок. За нив е битно во овој период на годината дека топлото ги шири крвните садови. Ширењето на крвните садови води до намалување на крвниот притисок, а намалувањето на крвниот притисок води до нестабилност на кардиоваскуларниот систем. Па, ако падне притисокот под 100, зборуваме за систолниот, големиот притисок, ќе почнат прескоци, недоволно снабдување на мозокот и колапс. Редовно да ги пијат лековите, а сега кога ќе се стопли времето, мора да го мерат притисокот са бајле пред пиење на лековите и навечер пред пиење ако пијат втора доза, за да видат каква е вредноста на притисокот кога лекот завршува со своето дејство. Начелно, во лето, ако се пијат за притисок лекови кои што терат на мокрење, нивната доза ќе се намали. Зошто? Па се потиме. И ова лековите плюс за мокрење дополнително isврлат течност. Но не смеат да се напалнат, пијат, да се исклучат лековите за мокрење, ако човекот има срцева слабост. Оти за срцевата слабост, лековите за мокрење го растоваруваат срцето. Значи, сето тоа сепак треба да се направи првата година во консултација со доктор, а потоа со малку размислување пациентот и сам може да терапијата до некаде контролира. Уште едно правило што треба да го знаете. Немојте да го регулирате притисокот сами и по потреба. Измените во терапијата единствено соматичниот лекар.